На мојот денешен гостин нема е потребно посебно представување. Сите го знаат како министер за одбрана, иако не оној вистинскиот, туку ракометен. Борко Ристовски, добре дојде во студиото на Репортер. Добар ден, добре недов. Благодарам за поканата. Најпрво мора да ти честитам, стапивте во брак со Николина, ставивте подпис. Па да, конечно го направивме, ја завршивме регистрацијата, нели, се регистриравме и сега ни останува уште, нели, оној повеселиот дел, да направиме свадба и, нели, да ја затвориме или да го затвориме тој круг на стапување и официјално во брак, така да. Планирате тоа да биде традиционално со сите стари адети, одење по дома, буткање врати? Па не знам, јас не сум многу по тие, нели, традиционални адети, меѓутоа знаете како кога се прави свадба, жените го имаат главниот збор, така да јас ќе прифатам се што Николина ќе сака да го направи, меѓутоа, нели, да не навлегуваме премногу во тие, нели, баш традиционални работи, се во една нормална линија и се она што е нормално, нели, за една свадба. Кога знаеше дека е Николина вистинската? Па, кога знаев? После кратка комуникација, затоа што нели, се дешава оној клик, да го кажеме, и кој што веројатно ви се случило на вам, кој што со некого кликнувате или не кликнувате. Значи, времето поминато заедно не игра никаква улога доколку нели си кликнете со начин на функционирање, со начин на размислување, со, нели, начин на комуникација, на поглед на животот, и мислам дека после кратко време јас и она или меѓу нас се осети тој клик и нашето уживање во меѓусебно друштво или дружење, или како сакате го наречете, мислам дека и запознавање од ден на ден станува поинтересно, времето поминува многу брзо и мислам дека не чека во иднина. Кој го направи првиот чекор? Ти или таа? Па добро, типично е, нели, во светот, во денешно време, мислам дека е баш нели, клише, меѓутоа нормално дека јас го направив првиот чекор. Како реагираше кога Николина дојде да ти каже дека ќе станеш татко? Па добро, тоа беше летово, значи лето го дознавме тоа, бевме со нашите кумашини на викенд во Охрид и седнавме на еден ручек, сосема нормално обичен, нели, викенд и обичен ручек, и буквално кога ми кажа, сигурно дека имаше, јас знам што чувствував, меѓутоа сигурно сум делувал збунето, малку изгубено, меѓутоа јас осеќав, стварно бев пресреќен, затоа што ние сакавме да имаме дете и сигурно дека една од нашите желби беше и тоа, и тој ден или кога го дознавме тоа ни се оствари, од еден нормален ручек се претвори во веселба која траеше, нели, до доцните нокни часови. Откривте дека ќе имате син. Преку патиките со кои што играше на Европското првенство, откри дека синот ќе се вика Душан. Да. Името го одбра ти, го одбра Николина или по некој дедо, можеби? Па не, во консултација нормално, меѓутоа на мој предлог, затоа што мојот покоен татко се викаше така, и јас и она, значи, ние бараме секогаш во давањето на име да има некоја символика, да има некој значење, и тоа беше една од причините за тоа што го дававме тоа име. Да се вратиме неколку дена наназад на Европското првенство во Хрватска, кое што заврши неодамна. Дали е вистина дека си станувал секој утро во 7 часот за да вежбаш јога? Па добро, да, делумно е точно. Не секој ден, меѓутоа на денот на надпреварите, иако имавме, нели, задолжителен доручек од 9 часот, јас станував секогаш порано, за да ги завршам тие некои работи кои што мислам дека ми помагаат на мене физички да подобро го поднесам цел тој напор, и затоа што верувајте, јогата е
има повеќе нели видови на јога, не сум некој специјалист. Одамна практикува? Па последните 2-3 години. Последните 2-3 години стварно се осеќам многу поразлично. Дава еден ментален мир, една физичка сила поинаква од она која што можете да ја тренирате на тренинзи и сигурно дека еден голем плюс и во мојата кариера, меѓутоа и од човечки аспект, од физички, од здравствен аспект, мислам дека е еден голем плюс и секој препорачувам секој оној кој што сака нели да се грижи за своето здравје да практикува јога затоа што е еден голем плюс. Значи јогата е еден од оние ритуали што ги правиш пред надпревар. Имаш ли некој друг ритуал, нешто што е специфично за тебе? Па немам никаков ритуал, не сум премногу тип кој што верува во тие работи, нели, доколку ви оди добро треба да продолжите да го правите тоа секогаш. Мислам дека тоа се според мене празни суеверија и мислам дека мозокот е тој кој што контролира многу од работите кои што ми се случуваат во животот, како гледате на спортот, на денот, позитивно, негативно. И тоа е една од работите, нели, кои што се многу важни, меѓутоа она што го правам пред секој надпревар, нормално се припремам со видео гледање на противниците и пред секој надпревар во последните 10 години разговарам со мојата баба. Е малце смешно, меѓутоа тоа се последните 10-12 години го практикувам тоа. Освен тоа ништо не секојдневно. Раул Гонзалес повторно ти даде доверба да бидеш прв голман на македонската репрезентација. Дали мислиш дека ја оправда довербата? За ова европско првенство За ова зборуваме? европско првенство, да. Па добро, генерално мислам да. Меѓутоа секогаш треба да барате и да целите кон повеќе. Дали можев јас повеќе лично? Да. Дали Македонија можеше повеќе? Секако да. Затоа што нели ако се задоволувате со она што ќе направите во животот, во кариерата, на европско првенство, светско, не е важно, мислам дека нема да стигнете далеку. Јас сум незадоволен од себе дури и на надпревар кај што го добивам признанието за MVP, нели, за најдобар на теренот и ги гледам надпреварите секогаш од кога ќе завршат, за да ги видам своите грешки, без разлика како јас сум играл, затоа што тоа е еден од начинот, нели, да следниот надпревар пробате да бидете подобар. Во принцип, публиката во Македонија е таква, не знае да простува грешки. Борко е се уште министер за одбрана, од друга страна секој пат кога ќе направи мал пропуст, негативните коментари се поголеми од позитивните. Па добро, и тоа е така и поради мојата личност и карактерни особини, затоа што јас сум тип на човек кој што е многу искрен, директен и не сум од оние, нели, тип на луѓе кои што се политичари, кои што гледаат со сите да бидат фини и културни, нели, сите вкусови да бидат задоволени. Јас сум тип на човек кој што верувате, коментарите не сум ги читал никогаш, и кога се позитивни, и кога се негативни. Значи, што се однесува до тоа. Меѓутоа, пак е повторам, на жалост, мал дел се тие кои што критикуваат. Не мене, него генерално за све. Како држава, поголемиот дел од луѓето се тие кои што даваат поддршка и кога играте добро и кога играте лошо, мислам дека тоа е правиот начин и негативните критики се повеќе поради моите карактерни особини, затоа што кажувам работи кои што мислам дека треба да се кажат, кои што мислам дека се за доброто на екипата, на клубот, на репрезентација, не е важно. И кажувам директно и отворено и, нели, луѓето во Македонија не се навикнати да им ја кажувате вистината во очи и можеби тоа малце иритира и, нели, секогаш е полесно да се критикува од кого се фали. Пред финалето, Арпад Штербек во едно интервју за македонски медиум рече дека медала за македонската репрезентација била нереалност на ова првенство. Од друга страна, Столе изјави дека пропуштивме историска шанса на вистина да стигнеме до медали за прв пат. Каков е твојот став? Па добро, може да кажам дека и двајца се оправа. И Арпад беше оправа кога кажа дека се нереални, затоа што колку и да ние сакам или јас сакам, а видите убедени дека репрезентативците сакаат барем дупло повеќе од сите гледачи заедно да освоиме медалја, меѓутоа реалноста и очекувањата се малце превисоки, затоа што ние последниве 10 години сме редовни учесници и на европско и на светско првенство и редовно го правиме тој прв круг надпреварување и веќе луѓето
се заситија со нели со само проаѓање во вториот круг и логично е да барате повеќе, меѓутоа секогаш треба да бидете реални и да знаете кај се можностите, нели. Ние, иако сме ракометна нација, ракометот е спорт број 1 во Македонија, сепак ние не може да се вброиме колку и да сакаме, ние пак ќе повторам, во тие светски велесили кои што владеат со ракометот. Значи, јас кажав и пред европското, колку и да луѓето нели бара и посакува, јас кажав дека нашиот пласман реален на оваа репрезентација е помеѓу 5-то и 7-то место. Значи, тука е нашата реална вредност како репрезентација. А дека имавме шанса да играме во полуфиналето, имавме, не делеше еден надпревар од полуфинале, као никогаш до сега, најблиску од кога сум јас во репрезентација е ова европско првенство до едно полуфинале. И веќе кога ќе изгубите таа шанса за полуфинале, малце и физички и емотивно се испразнувате сите и после тоа нели е многу тешко да се дигнете и да после еден таков пораз, не само против Чешка, него пораз како нели не сте влегли во полуфинале, не сте остварили една голема цел, да се дигнете психички и да можете да одиграте едно ниво надпревар на високо ниво против репрезентација на Данска. Значи ние ако ја победиме Данска ќе завршиме многу погоре на табелата и ќе можеби ќе завршиме 6 или 7 место кој што реално или 8 кој што реално па ќе повториме нашето место. Романија е земјата која што ја добивме нели во баражот и надпреварот со Романија реално не дели од светското првенство во 2019 година. Каква е Романија како противник? Дали мислиш дека имаме шанса да победиме во двата надпревари и да одиме понатаму? Па пак ќе се вратам на тоа што го кажав пред малку, значи веќе јавноста и дел од новинарите одлучија, нели, да ние сме пласирани на тоа светско првенство, затоа што до сега последните 10 години не сме промашиле ни едно. И реалноста е дека според логика на нештата ние би требало да се пласираме, меѓутоа спортот за тоа е интересен затоа што не секогаш вашите планови излагаат на терен и иако сме поквалитетни од репрезентацијата на Романија и треба да бидеме многу предпазливи затоа што имаат тренер кој што е тренер на Барселона, кој што имаат неколку квалитетни играчи кои што играат во јаки европски лиги. Пак е повторам, ние сме поквалитетни од Романија, меѓутоа треба да се оди предпазливо и да се почитува секој противник и да се цени секој минат труд, затоа што со тоа што не дај Боже ако не се пласираме ние, значи на светско првенство не сме го ценеле минатиот труд кој што сме работеле макотрпно 10 години да поред бидеме пласирани на големи првојни и така да треба да се почитуваат сите тие работи, да се цени секој противник, максимално да излеземе на терен, да се испочитува она што ќе се договориме и ако бидат подобри од нас на теренот, тогаш треба спортски да се честита и да се прифати тоа. Во последните 20 години колку што играш ракомет си настапувал во неголемите клубови во Македонија, по 2 пати во Вардар и во Металург. Имаш настапувано во Германија, во Катар, еве сега си во Шпанија. Каде се снајде најдобро? Која средина најмногу ти одговара? Па секоја средина е различна на посебен начин, затоа што да бидете дел од германската лига која што важи за најака во Европа и во светот е огромно искуство, значи според мене спортски ако гледаме Германија, мене спортски највеќе ми одговара, меѓутоа од друга страна животот е малце поразличен, начинот на гледање на спорт е многу поразличен од кај нас. И додека нели ако споредиме со Барселона се два различни света кај што лигата е многу слаба, доминацијата наша е огромна и веќе ние го имаме освоено првенство уште пред да започне. И меѓутоа начинот на живот, нели, знаеме со какви убавини Барселона како град располага и начинот на живот е поопуштен, нели, повеќе сончеви денови, така да све е баланс, значи треба да знаете од све помалце да земете и по знак наводници да украдете и мислам дека секаде каде што сум настапувал сум научил доста работи, сум едно животно искуство кое што ќе ми значи понатаму после завршувањето на кариерата и мислам дека не можам да направам една паралела каде највеќе се наоѓам, затоа што се наоѓам и во Германија, се наоѓам и во Барселона, се наоѓам и во Катар каде што бев, меѓутоа тоа е тоа. Мислам дека е човек кога ќе се озре и кога ќе биде во едни години кај што
сам ќе може од секаде да украде по нешто и по еднакво искуство, мислам дека тоа е еден момент во животот, не само во ракометната кариера, кај што се смета за голем плюс. Дали си размислувал што после ракометот? Какви се твоите амбиции? Па не сум размислувал нели генерално и детално што ќе се бавам после ракометот. Јас веќе имам некои полека, нели, се подготвувам за завршување на кариерата, нели, за 3-4-5 години кога ќе дое време. И полека почнувам, нели, да основам свој приватен бизнис кој што функционира веќе 2-3 години. Меѓутоа се е тоа стајано во втор план, се доека не се заврши кариерата, за да можеме потоа да се посветам на работата која што сакам да ја работам после ракометот, меѓутоа се уште ќе кажам ништо не сум одлучил дефинитивно и немам некоја посебна идеја. Оставам времето да ме носи и да ми дае памет како ќе се одвива мојата понатамошна кариера. Борка, ти благодарам што одвои малку време во гужвата во која што се наоѓаш, нели, помеѓу венчавката, помеѓу пакувањето за тргнување во Барселона, заминуваш наскоро. Да, благодарам на поканата и ми беше чест. Се надевам дека се гледаме повторно во студио. Секогаш сум тука на ваше располагање.